Добро вече го гледате последното издание во оваа сезона на Политиканти. Јас сум Боријан Јовановски. Добро вечер и од мене, јас сум Сашо Ордановски, последно издание на ова бук. Па завршуваат, готово сезоните. Тоа е така што разбрав и тешки муабети се последни денес. Во јуни завршуваме, добро, немаме Може ништо да правиме ние повремено и воредни. Воредни, зависно од тоа што ќе се случува Па низ... Подкаст тоа е убавината флексибилноста. Да. Со оваа динамика, темпо и така натаму, но секако дека ќе се вклучиме. Биди, ние сме... Не се вклучиме доколку летово, а може да има понешто да се случи. Па ја мислам дека според сите најави, а за тоа мислам дека ќе разговараме и во денешниот подкаст, ние сме потоа ќе продолжиме барем еден час и со Инфомакс вечерва, така се договаравме, затоа што ќе мора и некои други обврски имаме и така, но ќе опфатиме некои теми за кои тука и таму ќе разговараме, претпоставам, и мислам дека тоа ќе биде баш како што и самиот најавуваш. Добро, ја имам впечаток дека ќе истераме бар уште една емисија во јуни, ама добро, окей, нема проблем. Нема проблем. Тогаш уште една, другиот петок. Не, па зашто ти кажам? Затоа што гледам дека има одредено забрзување на некои важни теми. Точно. Ги гледам денеска, има на 360 интервју германската и амбасадорка и францускиот амбасадор. И гледам таму дека особено французинот инсистира на забрзување на процесите. Да, тоа видиш, може фино е да прокоментираме кратко за Тиват. И што се случи, зошто Мерц и Макрон сакаа да го видат Мицковски како и сите други лидери. Пораката јас колку што ја разбирам е ова е шансата, ова е моментумот, како што често се употребува по ново време, и дека не се знае друг воз кога ќе има. Тоа е поентата цела. Слушај, и сега прашање до Мицковски дали е волен да го фати тој воз или не. Мислам, тоа е тоа. Види, ние денеска ги слушаше интервјуата, ги успев да ги прочитам, не ги отслушав. Да. Види, да ти кажам, Боријан, сега, вака, бидејќи ја гледам една, некако последниве десетина дена така се зголеми нервозата во македонско политичко раководство, а при тоа морам да констатирам дека ние всушност ништо не знаеме. Ние знаеме дека дојде до средби, знаеме како поминативат, има една голема енергија европска на која они инсистираат и така натаму. Пред се, нели, тоа е јасно и на цела наша публика, пред се во прашање и еден забрзан пристап кон Украина, но и кон Западниот Балкан, па таа дури инсистира во Тивет да се соберат и челните луѓе на Европската унија заедно со клучни луѓе од главните земји во Европската унија. Меѓутоа, ние ништо не знаеме од тие состаноци. Мицковски излези и рече, нас сме оптимистичен и така натаму, не знаеме никакви детали. Гледаме дека веднаш после Тиват дојде до едно заострување на односите кон Бугарија. Тоа некако доведува до кресчендо, денеска гледам пресконференции вчера и така натаму, ова што се медиуми блиски до власта. Просто инсистираат. Да. Просто има оркестрирана акција. Да, се гледа дека е оркестрирана акцијата. Тоа може да е причина и за преговарачка позиција, затврдување на позициите и така натаму, за да се инсистира по тоа на некаква подобра стартна позиција во преговорите. Меѓутоа, реакциите се главно негативни. И види, има впечаток не само што за тоа ништо не знаеме, ние не знаеме ништо за многу други теми во Македонија, бидејќи мислам дека со ова инсистирање на бугарско-македонски односи просто кислородот од целата внатрешна и одворешна политика 70% темите се свртени кон ова. Многу животни теми, многу проблеми, значи тоа како ја ушмукува и мислам дека е тоа веројатно и стратегија на наша власт сегашна, бидејќи како што ми се чини тоа ќе сега гледам дека има Мицковски онака помалку и наместени насмевки после сето тоа, меѓутоа пораката што ти ја кажа, а и во интервјуава на амбасадориве денеска на 360, просто се инсистира на брзина во разговорите.
французинот неколку пати низ интервјуто инсистира дека сега или никогаш, вика, вие може да сте и најдобри олимпијци, ама ако одбиете да учествувате на олимписки игри на маратон за трчање, може да сте и најдобри во светот, нема да се надпреварувате. Така што мислам дека некако се забрза целата работа, а од друга страна, и тоа треба се каже, мислам дека и нашата влада, може би со право, чека да види прво што точно ќе бидат, бидејќи овој нон-пейпер е така прилично воопштен, меѓутоа тој не е утврден. Сега во јуни, кон средина на јуни следува Европски совет и мислам дека таму... Сега да ти кажам, само што ми стигна. Значи, Украина и Молдова почнаа денеска преговори. Добро. Официјално, обраќајќи кошта и фон дер Лајен. И имено, уште еднаш, дека се кажува дека процесот е стратешки избор и дека забрзано ќе се отвива кој може вака на... Да. Но не ги знаеме се уште до крај рамките на целиот тој процес. Значи, идеите се поставени, нон-пейперот е таков како што е, како и сите други нон-пейпери. Предпоставам дека повеќе ќе се знае кон средината и крајот на јуни што точно е целата таа приказна. Па и не, тогаш политичките насоки ќе се добијат, потоа предпоставувам на есен комисијата ќе излезе со конечен документ кој ќе се преточи понатаму во договорот за пристапување на Црна Гора. Ајде те прашам директно, што мислиш ти, како ќе реагираме ние на тоа? На кој нова? Да. Мислам како држава. Јас стојам на тоа дека оваа влада не сака интеграција во ЕУ. Јас тоа го мислам, бидејќи види, и јас не сакам исто така да учествувам веќе во ова убедување и уставни и неуставни, стварно е тотално банално, бидејќи завлегуваме во една апсолутно атмосфера на целосен абсурд, кога ние трошиме време за да интерпретираме што значи охрабрување, а што значи мора како императив. Да. Ние или не зборуваме ист јазик, македонски, или јас најдам стварно што е проблемот. Тоа е едно. И втора работа која е многу важна, која овака стварно, ако некој воопшто, ние како мал народ, убеден сум дека нашиот идентитет е секако загрозен. На страна балканските атавизми и соседите, воопшто малите идентитети тешко обстанувале низ историјата. Ние добивме на изворена историска шанса, ничем изазвани при тоа. Не ја ни многу баравме, но ја добивме и добивме држава. И ние колку сме македонци, милион и пол, обкружени со 6 милиони албанци, не знам колку, 8 милиони бугари, 10 милиони грци, 6 милиони срби. Значи, без разлика дали се бугари, албанци, за кој станува збор. Ако нешто може да го спаси македонскиот идентитет, односно да му даде можност да се афирмира, промовира и развива, тоа е Европската унија. Нема, ако некој од друга страна мисли во Македонија дека Европската унија е загрозување на идентитет, тогаш или не разбира што е Европска унија, или не сака воопшто да оди таму од сосема други причини кои неќе да ги каже отворено. Ова што го зборувам, јас не го зборувам на памет. Например, луксембуршкиот идентитет, он и не постоеше. Он се створи во Европската унија потоа. Да не зборувам за другите помали народи кои се малтешкиот исто. Малта никој не знаеше каде е. Мислам, и ред други работи кои едноставно, ако тоа некој не го разбере, точно заради опасноста, точно заради загрозеноста на идентитетот, Македонија вчера треба да влезе во Европската унија. И тука Значи, мислам, затоа и те прашав, затоа што го споделуваме тоа мислење дека е сега или никогаш. Ова што сега е почната како процес и што веројатно ќе има едно забрзување во текот на годинава. Ние имаме една уникатна шанса или да учествуваме во тоа, или самите да се откажеме од тоа да учествуваме. А при тоа ние можеме да измислиме и реални проблеми постојат, не само што ние ќе ги измислуваме, се разбира дека бугарската страна нели воопшто не сме во некаква лесна позиција. И никогаш нема да бидеме. И никогаш нема да бидеме. Нема да се случи љубов. Не завршуваат. Да, не, апсолутно. Значи се работи за следново, за да напредуваме сега во оваа нова рамка што евентуално ја поставува Европска унија, а тоа е овој нон-пейпер и така натаму. Мислам дека наскоро ќе дојде до нови високи средби.
Мислам дека и на Балканот ќе се прошетаат некои од важните луѓе од Европа и мислам дека и тие ќе ја посетат и Македонија според мои информации. Сакам да кажам, ние ќе треба да одбереме што сакаме да правиме. Ако не, остануваме во еден простор во кој што има неколку недефинирани прашања кои што кој знае како ќе се решаваат. Но нашата цел би требало да биде да почнеме да отвараме поглавја. Што мислиш? Бидејќи отварањето на поглавјата е практично разговор за реформи. Бидејќи како што гледаш, ова, знаеш како е, што се новиот закон за кривично, тоа е едноставно не оди ако немаме. Бучи од дебати за прашања кои се поврзани со заштита на човекова околина. Мислам, ја не знам каде стварно. И ако смеем да додадам уште еден елемент, Боријан, светот станува многу несигурен. Ние, може би следната емисија, работите се компликуваат околу прашање врз кои што ние практично не можеме да влијаеме. Пред се мислам на Соединетите Американски држави, мислам на разноразни кризни подрачја, војни кои што се во тек и така натаму. Ситуациите за малите држави и малите нации ќе се компликуваат. И те како? Да речеме, ја не знам дали е некој подготвен овдека да размислува за тоа што ќе се случи ако на самитот на НАТО во Анкара американците, мислам дека до тоа нема да дојде. Но макар и самата дебата, ако решат американците, не американците, Трамп ако реши да се повлекува од НАТО, ние што правиме? Ние овие наши развија стратешко партнерство. Ние не знаеме што се случува таму. Ние не знаеме што прифатил Мицковски со американците. Има прифатено некои работи. Чути за тоа. Ние не знаеме што се случува со стратегискиот партнер Велика Британија. Тоа се потопи. Тоа беше главната тема, да те подсетам дека со месеци само за тоа се дрндаше дека тоа сега тоа развој, пари, абе што милиарди, се качивме на Марс. Гледаш дека никој ништо не спомна. До други банални теми, од шверцови на марихуани до, како да ти кажем, до овие секојдневни, ништо за тоа. Мислам дека власта инсистира да ја истрпи темата и да биде постојано во една офанзива околу ова со Бугарија. Опозицијата не ја ни коментирам, види, не е ни важно, мислам, не е неважно, меѓутоа во суштина во оваа ситуација власта го диктира темпото. Јуш, да те прашам нешто, за да затвориме тема. Да. 200.000 македонски бугарски пасоши. Бугарија кој ќе го донесе законот да не може да имат двојно државјанство. Што мислиш што ќе направат 200.000 македонци кои ќе мораат да се решат? Или македонскиот го враќаат, го задржуваат бугарскиот, или го враќаат бугарскиот? Види, прво не знам кога и како тоа ќе се случи. За 5 години. Не знам тоа кога и како ќе се случи, зависи кај ќе бидеме за 5 години. Не, ако сме тука, како сме. Види, јас подолго време коментирам дека политиката на Бугарија за издавање на толку многу пасоши на македонци кои што као потпишуваат дека се бугари и така натаму, тоа може на крај да ми се удри од глава и на нас и на нив во многу непредвидливи. Јас ти кажам за оваа ситуација, ако нашите граѓани останат во една состојба на лимбо. Да ти кажам, ни на небо ни на земја. Веднаш размислувам дека ќе има двојни пасоши за кои што ќе се, како да кажем, ќе бидат илегални. Така што како ќе проверат бугарите дали некој се откажал од македонски пасоши да гради. Тоа е процедура. Не можем сега теоретски не можем ни да навлегувам. Хипотетички, кога мислам дека некој ако останеме во ваква неизвестност, ќе избере бугарскиот пасош затоа што му дава смислата на оваа рамка што ни ја нудат, ти вели за 5 години ако бугарите, па ние за 5 години ако со оваа рамка сега забрзано не дојдеме до некаква нова ситуација во однос на нашата евроинтеграција. За тоа зборувам. Онда да ти кажам ја да видам ова бугарскиот пасош до кај е таа работа како е. Така е. Тоа е тоа. Јас се згрозувам од моментот да потпишам дека татко биде да ми се бугари. Не, па тоа не се случи, тоа не би требало. Министри у влада, и мртви ладни, ти продава патриотизам. Невкусно. Слушај, можда е време, бидејќи гледам дека веќе 17 минути разговараме, а нашиот соговорник кој што ни е денеска гостин е максимално интересен. Само да го најавам, мој долгогодишен пријател, повеќе од 30 години, веројатно и вие се знаете, се работи за Душан Јанич. Душан Јанич е еден од најеминентните, да кажем, аналитичари во Србија и луѓе кои што доаѓаат од невладиниот сектор
многу децении поред, кои што се постојано коментираат што се случува и така натаму. Инаку се разбира доктор на науки, романсиер, професор на не знам колку разноразни европски па и воневропски универзитети, факултети, меѓу другото и во Србија и така натаму, кој што инаку е председател и основач на форумот за етнички односи. Тоа е една стара невладина организација во Србија која се занимава со, значи говорам уште од 90-тите, затоа и се знаеме со Душан сите овие години, која се занимава со една перманентна анализа не само на актуелните политички, туку особено безбедносните аспекти на целата ситуација на Балканот, се разбира сега примерно во Србија и така натаму, меѓутоа еден апсолутно квалификуван соговорник и оние кои што следат повеќе српски медиуми, особено овие да кажам подкасти, портали и така натаму, Душан рече си еднаш два пати неделно ќе го видат како негдека седи и многу занимливо ги објаснува случувањата во и околу Србија. Кратко, Душан, може да го резимирам. Тој е еден од ретките југословенски форматин интелектуалец, кој многу малку ги има во Србија, Хрватска и така, кај нас тоа е ретка работа. Душан е добро вечер. Се јавува Душан, се разбере од Белград и мислам дека така е. Добро вечер, Душане, не знам дали не следиш и дали слушаш што се кажа. Добро вечер, слушам и учим. Имаме малце со тонот проблем, режија до кај сме? Ајде, Душане, да пробаме уште еднаш. И кажем, добро вас чуваме, чуете ви мене? Да, одлично, добро супер. е, супер сад. Ево, само jedan deo, učio sam slušajući vas, jedan mali detalj koji je važan, to je kad je pravljen forum za etničke odnose, onda se nije znalo šta znači NGO. To je ideja koju je nama iz Amerike doneo Rudy Rizman i među 152 osnivača bilo je i mnogo ljudi iz Makedonije, jel tako? Tako da ja mogu da kažem da u onom postkomunističkom periodu nema bivše jugoslovenske države u kojoj predsjednik nije bio iz foruma za etničke odnose. Znači, Kirill Grigorov, a poslije je došao na VMRO profesor Đorđe Ivanov. Đorđe, da bome, ima sad naslednicu, kao što vidimo, predsjednicu, ali tu je bilo i Duija, Džaferi, mnogi ljudi, a ja mislim da si i ti, Sašo, sarađivao, naravno Šekerinska, koje se nikad ne odričemo. Dakle, to je jedna nevladina organizacija koja su okolnosti htele da ne može da funkcioniše u Srbiji, pa je ona izmestena sa svojim headquarteri, ostaje u Srbiji, ali sa svojim projektima u Italiji, u Evropi, u Americi, tako da mi imamo i postmaster studije evropske, gde su mnogi ljudi prošli, to je Sarajevo for Lee, sve u svemu, zahvaljujući toj mreži ljudi, znači sad ne govorim o organizaciji, možda sam ja sad živ, a i čovek uči dok je živ, tako da je to meni bilo dragoceno, a verujem da smo napravili dobar posao izvan. To što su vam dali predsjednike, to ćete da nam oprostite. Да, тоа има сериозно да разговараме за тоа. To malo. Душане, ајде да продолжиме таму кај што јас и Боријан застанавме. Каква е твојата оценка за последниот Тиватски самит? Мислам, не ја коментирам епизодата на српскиот авион за поддржувачите на Вучич кој слета и ги врати и така натаму. Ако сакаш, можеш и за тоа неколку реченици. Али во суштина, еве, помина извесен период. Како ти се чини тебе значењето и перспективата на тој самит и оно што произлегува од тој самит? Ja bih prvo vezano za ono što ste vi razgovarali, juče smo imali neke konsultacije u Adenaueru i ostalo, rekao da non-paper, mi još uvijek ne znamo šta je on, to je posle Moldove, bit će dorađeno, ali to je neki čudan dokument, kakav ja u životu nisam do sad video. I u svakom slučaju to je dokument koji je Evropska komisija napravila za sebe da bi onima koji žele da uđu rekli šta ona misli o njima. Međutim, život ne stanuje u tom papiru. I to je glavni problem. I tu ja prepoznajem jednu trah Evropske unije od dolaska Amerike pre svega na Balkan i prepoznajem nešto što nije dobar znak, to je da se pogubili jasni kriteriji. Neću kritikovati papir koji još treba da se radi, ali dobro je da ohrabruje, dobro je da motiviše, da se uopšte govori o Evropskoj uniji, ali ne daje odgovor. Dakle, ako bi rekao, ako postoji globalna kriza,
globalni sukobi koji preraspoređuju interesne sfere koji se tiču i nas, onda je taj papir jako lokalan, evropski, a pri tome nije u stanju da rešava lokalne situacije, niti ih uopšte notira kakve su ove naše, prije bugarsko-makedonske, sukobi u Srbiji i tako srpski svet i slično. To ne postoji u tom papiru i onda da ja direktno odgovorim, Srbija već godinu i po prolazi kroz jednu fazu razvoja pobune građana protiv vlasti i sad je došlo do jedne faze kristalizacije teg pokreta. To više nije samo studentski pokret, nikad nije ni bio, to je jedan opšte narodni pokret koji takođe počinje da dobija svoje, neko bi rekao, podele, a u stvari jasne krila ili ideološko-političke orijentacije, jer se, i to je dobra stvar, insistira na izborima. To je želja. Полека или сигурно, еве и Вучич веќе најавува дека ќе се повлекува, ќе дава оставка, он до душе тоа го збори како ќе му дојде и кога му треба и така натаму. Меѓутоа, во суштина и на Вучич му е јасно дека порано или подоцна ќе мора на избори да се решаваат на тамошните перспективи и на неговиот режим и на дали сте спремни за избори, Душан, и како држава и како јавност? Da. To je sad kao što Evropska unija viče dođite, spremnite, bit ćete prvi, drugi, tako i mi vičemo izbori. Jer je to poruka da se stvari reše mirnim putem, da se ne reše nasiljem, malim građanskim ratom ili, ne daj Bože, likvidacijom nekoga. Takođe postoji opcija za vođenje diktature. Dakle, ta priča o izborima je donekle realna, ali ne treba biti naivan. Vučić naravno teško da će predati vlast kao i svako koji dokupao se kontrole nad institucijama, ali on gubi svoju kontrolu. Ako ja mogu njegovu situaciju da definišem posle ovih događaja, ubistava i tako dalje, obračuna kriminalaca unutar institucija, on se nalazi u slobodnom političkom padu. Tako da jedan deo, na primjer, čak te policije ne kontroliše, on kontroliše Dačić preko svojih ostataka ovih službi iz 90-ih. To je takozvana obaveštajna i kontraobaveštajna neformalna služba unutar MUP-a. Sve u svemu jedna situacija koja kada dođemo na teren, na primjer regionalni, evo da podsjetim na onaj skup solidarnosti sa Vučićem u Kumanovu ili onaj incident u Titovu, mi vidimo u stvari da i taj srpski svet se aktivirao i da postoji mogućnost da ta kriza prenese i na druge zemlje. Zato ja kažem, ovo je kritičan moment u kome, nažalost, građani ne utiču, Vučić sam ne kontroliše sopstvenu situaciju, ali vodi intenzivne pregovore sa Amerikancima i drugima, ne bi li našao neku varijantu poput Dodika. Znači moramo sačekati i naravno nadati se izborima. Викате дека ово тиват не се осврнува на овие проблеми кои се на крајот зборувавте околу стабилноста, безбедноста на регионот. Мислите ли дека во даден момент Вучич за да се релативизира во преговарачки процеси, дека ќе ги употреби тој тип на методи да ја расшири кризата, да излезе вон Србија и да ја регионализира, а со цел да го привлече вниманието на меѓународната јавност? Da, to je ta realna opasnost. Pogotovo što mi na delu ovde imamo i nešto što se zove neproglašeni rat između Evropske unije i Amerike. Kad kažem Evropske unije, mislim na Francusku i Nemačku i to se vidi evo u ovim obračunima oko imenovanja naslednika predstavnika OHR-a u Bosni i Hercegovini, gde neće jednostavno Francuzi i Nemci neće Lenarda Zanardija, u stvari neće ukidanje te institucije i prenos odgovornosti na građane Bosne i Hercegovine. Istu stvar imamo paralizu institucionalnu između Srbije i Kosova, da se stalno toleriše ta zloupotreba vlasti od strane Kurtija, produžavanje vladavine mimo za tehničkom vladom, a istovremeno Kaja Klas i drugi zakazuju sastanke na najvišem nivou. Znate, najviši nivo je Kurti, koji je tehnička vlada i nema ovlašćenja,
a s druge strane treba bude Vučić koji je u teškom sukobu i čiji je zapravo legitimitet, ako hoćete i dostojnost u pitanju pred svojim građanima. Dakle, to je samo jedan primer. Ovi događaje koji se spomenuo, Kumanovo i ta cela centrala koja deluje u Tetovu, koja je organizovala Kumanovo, a te paravojske koje sad se pojavile i u Tivtu i koje imaju svoje ogranke i političke širom regije, oni su deo krize, ali mi najjasnije vidimo taj sukob u Albaniji. Apsolutno ga jasno vidimo, nije sporno da su građani Albanije besni na korupciju, na vlast bilo koju, pa i Edi Rame, ali je takođe vrlo jasno, kogod zna konkretan slučaj, ja znam tu lokaciju, znam šta se dešava, tu ekologija nije u pitanju. Tu je u pitanju očigledan snažan podsticaj demokratski CDU, CSU, HDZ-a, Vučića, srpskog sveta, Sali Beriši da se destabilizuje Albanija. Dobro, ali fakt je дека Sali Beriša го поддржува проектот за продавање на островот. Ali projekt uopšte nije važan. Tu je bitno da se spreči dolazak Amerikanaca u energetski sektor. Da se zaustavi južna konekcija u Bosni i Hercegovini, da se zaustavi dolazak, jer tamo su i baze američke, već postoje za obuku specijalaca CIA. Mnogo je širi taj problem i sad sam teo da kažem, opet je Balkan postao neki prostor balkanizacije u čemu aktivno učestvuju i oni koji ne bi smeli da učestvuju za razliku od 90. godina, znači boga mi i deo struktura Evropske komisije koji nam onda opet nudi non-paper. Vidjet ćemo šta će biti, ali je očigledno da smo svi trenutno robovi tog sukoba Evropske komisije i Amerike. Душане, ајде малку за состојбата во опозицијата и со студентското движење во Србија. Тоа се теми кои што во Македонија редовно се следат. Меѓутоа, влада е одредена, мислам, дури и кај нас кои би требало повеќе да се разбираме во тоа, ја и Борјан и тако дале. Влада е одредена несигурност околу тоа кој се е таму, кои се сите тие барања, дали тоа има снага да се обедини и така натаму, плюс официјалната опозиција, партиите кои се присутни во парламентот и така дале. Што е твојата оценка за сегашната состојба со опозицијата и студентското движење? Teško, ja to pratim iznutra, znam ljude. Ovo što se zove studentski pokret i građanska pobuna, to je mnogo široko, to zahvata i u javnosti preko 70% podrške, međutim to je politički, ideološki nedefinisana podrška. To je snaga koja ima neke glavna usmerenja, a glavno usmerenje je smeniti Vučića, a ne prihvatiti one političare koji su već diskreditovani, Đilas, opoziciju. To se dešava i u Albaniji. Znači, to je taj trend. Kako će se on artikulisati, to se vidi. Nastave sad taj neki čovek za pregovore, to je rektor, on ne pokriva ceo spektar. Opozicija se nalazi u potpunoj sluđenosti. Ona je učestvuje u svojim parlamentu, radila je koristan posao. Koliko toliko podržavala je stanje, da kažem, normalnosti, da se ne dođe do diktature, istovremeno je gubila svakim sastankom parlamenta je gubila poverenje i ugled u narodu, tako da se ona sad rekonstruiše i neću reći raspada. Prirodno je da imamo jedan proevropski deo, sad se taj konstruiše, taj nazovi postkoštunici, kako bi rekli prosvećeni nacionalisti i ima snaga jedna koja nadire sa novcem i sa to je taj nacionalistički populizam Bogoljuba Karića koji je značajno podržan iz sistema vlasti i naravno imamo Ruse koji imaju svoj uticaj i kod Lompara i kod studenata i tu je sad ta podela. Rusi traže parlamentarne i druge izbore u novembru, Amerikanci su vrlo oprezni, Evropa nema stav. Dakle, jedna situacija koja će se tek kroz borbu i kad dođu izbori, jednog dana kroz izbore biti jasna, ali trenutno se može reći da niko ne sme da stane nasuprot toga što se zove studentski pokret i poziv, da je to jedna snaga koja može da se istroši, ali pretpostavljam da neće i da će to biti neka vrsta, evo možemo uporediti s Bugarskom. Kad je došao Željev,
trenutno ideja okruglog stola ne prolazi, ali postoji ideja međunarodnih posredništva. Ja mislim da će biti nužan i okrugli sto, jer Vučić neće bez toga dati uslove za izbore. Tako proćemo jednu fazu tog prenosa vlasti. Добро, бидејќи ги спомна Душан русите, каков е односот на Вучич со русите? Гледаме разни случувања, промени, флертувања и така натаму. Што е сегашната состојба помеѓу Москва и Белград во официјална смисла? Или дали се плаши Вучич од русите? Što se tiče Rusije, Kremlja, Vučić je mrtav. Iz ovdje. On nikad nije bio njihov igrač, nikad mu se nije verovalo. To su bile Toma Nikolić, Boris Tadić, ove strukture Socijalističke partije Srbije. Evo vidite da je Bajatović postao počasni konzul Rusije, možete misliti za Vojvodinu. A optužuju se studenti da idu na secesiju. A Bajatović, ruski konzul za Vojvodinu. Dakle, jasne su vam poruke. Rusija ima veliki uticaj u srednjim nivoima policije. Кој е Бајатовиќ, пошто не сум сигурен дека сите што не гледаат знаат. Неколку збора за Бајатовиќ. Dušan Bojatović je potpredsjednik Socijalističke partije, ali je dugogodišnji direktor Srbijagasa. I sad su njega izabrali u parlamentu, u Rusiji promovišu ga. Naravno, oni imaju svoje ljude u univerzitetu, oni guraju tu nacionalističku priču, vidovdansku i ostalu, imaju kontrolu nad crkvom. Vidite, ponašanje Srpske pravoslavne, Rusi su jako prisutni i spremaju se za odlazak, ali da ostanu uticajni. Zbog toga oni žure na izbore, sve u svemu staje iza. Iza je toga već postignut dogovor između Rusa i Amerikanaca oko opstanka Rusije, Gazproma na tržištu. Ne firme, NIS, ali Rusija i ne prodaje vlasništvo. Ona ne prodaje sa vlastom, ona prenosi na MOL pravo upravljanja. A vlasništvo i dalje ostaje Gazproma i Amerika se tu ne boli. Dakle, ta jedna nova podela koja zbunjuje Evropljane i sve, u stvari itekako uvažava interese i Kine i Amerike. Tako da na jednom primjeru kažem, ja sve ovo što sam video, a i sarađujemo s jednom multinacionalnom kompanijom američkom koja davno planira dolazak, oni ne govore o Zapadnom Balkanu, oni govore o Balkanu. A kad kažu Balkan, misle na Zapadni Balkan, evo sad već za Makedonce, Bugarsku i Rumuniju. A kada Evropljani sada u ovom planu rasta govore, oni kažu Bugarska i Grčka, da bi blokirali Amerikanci. U svakom slučaju gleda se šira regija i Zapadni Balkan je nestao kao kategorija. Pojedinačne države se gledaju i ta šira regija koja tek nastaje. Sve u svemu, ovo što vi pravom govorili, to je vrlo aktuelno bugarsko-makedonski i drugi odnosi, to će morati staviti u stane, jer snaga američka je u tih 16 milijardi pripremljeni za ove prve projekte, koji su oni tačno označili u njihovoj strategiji za Zapadni Balkan i naravno snaga je u tome što forsiraju da se zapravo Kosovo i Srbija uključe u NATO, u taj bezbednosnu strukturu, da bi preuzeli troškove odbrane. Sve u svemu jedna nova podela u kojoj ja samo mogu da kažem da što se tiče građana Srbije i elite, u ovom momentu jedna stvar je sigurna. Vučić neće dugo ostati na vlasti i njegova stranka, ali to ne znači da će doći do radikalne demokratizacije Srbije. Bojim se da je naprotiv. Дали таа ситуација ќе искористат овие структури за кои зборувате, кои имаат тесни врски со Москва и можеби они да ја заземат власта по падот на Вучич. И друго ме интересира каква е вашата процека, како тие структури на српскиот свет или како да се нарече на една конзервативна тврда варијанта влијаат во Македонија и кои се нивните линии на влијање. Предно го спомнавте Тетово и као центарот каде се организираат настаните во Куманово. Ме интересира какво е влијанието на тие структури на кои
pogodi nekako geopolitički zemljotres i gi okuraži, kako da kažem. Pa vidite, 2017. kad se pojavili ti oblici organizovanja, srpski svet, podele granica, ako se sećate Vučić, Edi Rama, Dodikovo ludovanje sa referendumima, to se dosta gledalo kao samo ideološki projekt. To jeste ideološki projekt, ali to je pre svega geostrateški projekt Kremlja. Čak i ovaj Cacilend ili takozvana priča o obojnoj revoluciji, to je odgovor Kremlja, priprema Vučića da ne prizna realnost, to je pobuna građana, nego da ide putem koji je išao Januković, znači da izgubi vlast. Ja sam to skretao pažnju u knjizi koju sam napisao u ličnim kontaktima sa Vučićem, ti upadaš u sopstvenu ideološku zamku. Dakle, ako dođemo sad direktno na vaše pitanje, to je sada jedna mreža interesna, gde ima i ideologije koja se zove srpski svet, pravoslavlje i tako dalje, ali onda jedan put taj, ne znam kako onda taj srpski svet uključuje VMRO, a uključi ga. Tako da, to mene malo podsjeća, mi imamo onu seriju Senke na Balkanu, kao da su pomamili oni koji hteli da ubiju Aleksandra Karađorđevića zbog Jugoslavije, pa verovatno sad rešili da unište Aleksandra Vučića. Ali to je potpuno jedno, kako vam kažem, borba za parcijalne interese pojedinih grupa koji su tu vezani, a te su interesi građani na korupciji i na energetskoj dominaciji Rusije, ali velike na parama iz Rusije. Barem da ne govorimo o strukturama, vi bolje od mene znate u Makedoniji kako je ta multigrupa razvila svoje prve privatizacije, Bugarska je dan danas pod tom dominacijom, tako da to je to. I to doživljava svoj kolaps. Jer vidite, čak i da time završimo. Ta predstava je bila bleda u Kumanovu, Albanci su lepo to i drugi građani Kumanova, kako bi rekli, nisu primetili, nisu nasjeli na priču, Tivat je presrednuta akcija kao što je bila i Banjska. Dakle, ne valja nešto u samom strukturi vlasti u Srbiji i ona ne uspeva da kapitalizuje te mreže koje je napravila i to je dobra vest. Ali loša vest, što u tim mrežama ima puno kriminala, puno organizovanog kriminala, narkobiznisa, trgovine ljudima i ta mreža, kao što znamo, nije to samo marihuana, 5 tona, pa nije važno ima da podignemo još tona, nego je to mnogo šira mreža koja je posela vlast, pre svega u Srbiji. I tu je sad tek kritični moment. Vučić sam po sebi nema dovoljno snage da to kontroliše, Amerikanci su unutra, dea, ali ni on, to nije njihova zemlja. Kako će se to rasplesti, kako će se raščistiti te paravojske kriminalne, policije i ostalo, potpuno te strukture, videli ste i u Tivtu, od toga odlučuje, od toga zavisi da li će Srbija skliznuti u te oružane sukobe i unutrašnje rastakanje vlasti. Svi se trudimo da se to ne dogodi, ali mislim da Evropa malo igra na to ili da ne uviđa ove rizike, jer pazite, potpuno je neprirodno da toliki političari Evrope, to što se desilo u Tivtu, nikome nisu pomogli, što kao nisu primetili. Znate, to kad vi na to ne reagujete, kad je propao slučaj, kako biste vi tek reagovali da je to uspelo? To bi bile demonstracije, Srbija pobeđuje, pa bi se digli ovi pripadnici srpskog sveta iz vlade i šio mi gađura da to završi, šta bi bilo, bilo je, ali je već veliki šamar Evropskoj uniji i tom samitu udaren tom pripremom. A kaže, inače koja ste kaj Senke na Balkanom ima, me podsedivte na ta paralela isto, ovi od VMRO im prodavaat vo Senke nad Balkanom opijum vo Belgrad, koji po toa se pravi, se šverca po Natavu. A сега е марихуаната, не е веќе Да, и не се 5 тона, малце поише од 5 тона, али таја истрага овдека не се ни води, Душане, не знам како е у Србија, мислам знам како е у Србија, али овдека веќе тоа не се ни спомнува, иако се работи барем за едно 10 пати повеќе од 5 тона. Ама тоа Душа, како е можно да од некој, мислам, кој ги води тие акции, ако... Ja sam nešto da vam kažem, naučio
iz tog filma, iz istorije. I čim se pojavilo ovo ubistvo, pa se ne zna ko je koga ubio, na kraju će ispasti da je sam čovjek sebe ubio sa 10 metaka, a provalili su ga gdje je bio... I Kellnero tamo i onaj momak koji je bio Kellner i taj je to Kellner je tu začin, a ovaj je ispod čak da je on i doušnik gdje, što je bio. Znate šta sam uradio? Ja sam jednog eksperta, neću reći ime, iz Makedonije pozvao i rekao, jeli bre, kako će ovo se završiti? Kaže, kao i kod nas. Ima 100 istraga da bude i nikad neće da se završi. Ispaće da je čovjek sam sebe ubio i bio u pravu. Znači, nama to iskustvo VMRO-a, a Kučina njemu pomaže, da razumemo da ove vlasti neće ništa uraditi, ali da su radili uvijek drogu, trgovinu ljudima, hvala Bogu, duvan, već kako to sve ide, a pogotovo da ne kažem rabota sa zlatom, sve u svemu ništa novo, balkanska, to je zove balkanska ruta koja će tek sada da oživi posle ovih ratova u Gazi i kad počnu da kopaju tunel kanal, jer zbog toga se proteruju Palestinci, da se skrate te mogućnosti Iranu, sve u svemu nas čeka veliki pritisak, a suviše su slabe vlasti i institucije, a građani su izmoreni. To se videlo i sa malim izlaskom Albanaca i Srba na izbore na Kosovu. To se vidi i ovde. Građani su izmoreni, ali tu energiju, to je tajna tog što se zove studentski pokret, ta energija još postoji u tom, da kažem, krugu građanskih pokreta i studentskih i drugih organizacija. Osvrt na Bosna i Hercegovina. Kako ti se čini kad tamo, kakve se perspektivите, бидејќи се одржува една кризна состојба веќе со години, тоа има потенцијал за ескалација. Kako misliš дека ќе се развива таму ситуацијата? Pa ja mislim da je Bosna i Hercegovina u najboljoj situaciji. Možda deluje paradoksalno, ona ima taj svoj problem, ti korumpirani, socijalno korumpirani političari. Znate, oni su izmislili jedan svetski model, gde Hrvati, Srbi, Bošnjaci jedan drugom prodaju mandat na polovini mandata, pa se vraćaju. Sada to se raspada i to je ta borba. Jer Amerikanci su par puta probali da se izbore preko Evrope i sa Evropom za promjenu ustava, što Evropa nije dala. Butmirski proces. OHR mora da se ukine. Moraju građani Bosne i Hercegovine i političari da preuzmu odgovornost. Tako da ta međunarodno pristup mora da se svede na dve stvari. Amerikanci su spremni već sa tim svojim zakonom, južnom konekcijom, već su pripremili kupovinu nekih rudnika, boksita, zlata i ostaloga. Zatim tu su reke i vodonici koji se raznih oblika koji se koriste, ugalj koji je ovdje jedan put postao poželjan. Dakle, mislim da će se to završiti ipak time da će ta trojka koja postoji, Amerika, Britanija, Italija, dovesti da, nije bitno da će Leonardo Zanardi, ali bitno je da taj mandat šefa OHR-a mora da bude ograničen i da bude poslednji, da se pripreme ustavne promene i da posle ovih izbora što sad idu za 2 meseca budu prvi demokratski izbori za dvodomnaj. Skupštini je taj faktor nacionalnog svede da se uvaži kroz postojanje entiteta tog senata u kome su predstavljene i nacije i ne samo konstitutivne, ali da se većinski donji dom, da kažemo kongres, znači imenuje jedan čovek, jedan glas. Bez toga, u suštini da se ukinu kantoni, da se regionalizuje Bosna, evo, već kada vam govorim, ja vam govorim nešto se sprema već 20 godina. 20 godina se to sprema, Amerika tu ima kontinuitet, bila je sprečavana i domaćih i ovih igara i ovaj posljednji udar koji su izveli Plenković, onda ovaj vaš MMRO, nije prošao, tako da hoću da kažem da mislim da HDZ neće dobiti to, da on određuje ko je Hrvat, ko nije, kao što ovdje kod nas Srpska lista određuje da li je Rašić Srbin ili ne znam kako to mere krvna zrnca, a to dobro što prolazi. Ovdje ima следното прашање, што сакав ја да го поставаме, дали кои си изгледите на
брзо да се заврши рускава агресија на Украина и дали тоа исто Русија ќе користи можности и влијание кој го има на Балканот да дестабилизира за да има некаква карта во рацете. Ja kad sam bio mlad, jako sam volio rock'n'roll i kao znam, nisam volio lake droge, ali volio sam seks. Išao sam na izbor misa. Tamo sam jednom prilikom upoznao i Donalda Trumpa i znam da svaka, kad se pobedi, ona koja je kandidat da pobedi za mis, na pitanje šta su vaše vrednosti, ona će reći mir u svetu, a šta ćete da studirate? Bezbednost. Dakle, ako to mogu da kažem, to je, neće se, da kažem, ne postoji varijanta da se, na primjer, oružani sukob Ukrajina, Rusija završi nekim mirom. To će biti jedna serija, kako se to zove, prekida vatre, kao što je u Iranu. Sada taj latentni rat je deo diplomatije. Dakle, treba biti spreman na to, Evropa nije spremna. Igrala se igre, Minski sporazum, misle su rešili problem, nisu. Dakle, rat će postati deo i uvek je bio, sad se legalizuje kao deo ekonomije i privatnog biznisa. Ovaj biznis koji mi živimo, to je u literaturi nazvano, Napoleon je to nazvala ološ ekonomija. To je predstavnik ološ ekonomije, na primjer Trump. To su oni koji su pljačkali Rusiju, bogatstva i tako dalje. Onda je došla Soros ekonomija, takozvana legalizacija ološ ekonomije. Dakle, sad mi imamo u suštini jednu globalističku, kapitalističku ideologiju koja je po snazi iznad nacionalnih država. To je ta sila koja može da gura i miri narode, tako da ja očekujem te jednostavne tenzije. Bitno je za nas, koji smo već prošli onu kataklizmu, da ne upadnemo ponovo u te oružane sukobe među nacijama. Oni su najgori. Na etničkom nivou vi možda posvađate narod, ali ne možete da napravite društvo i državu. I to su onda permanentno, plemenski i drugi. Mislim da toga neće biti jer postoji interes zajednički. Ja reću vam primer, videli ste podatke, da su u sred ove galame oko Irana, posle posete Trumpa Kini, pojavio se zajednički projekt po 62 milijarde, kopaju kanal, prave direktni novi put preko Gaze i da bi izbegli Ormuz. Dakle, 62 milijarde. Kina i Amerika i Izrael udružuju. Sad mi znamo zašto su maltretirali Palestince maltene do genocida. To jeste bio genocid, ali to opravdava se sada širim interes. Dakle, to je doba u kojoj smo ušli, vi ste mlađi od mene pa živite ga duže. Ja se sećati misa izbora, misa i mira u svetu. Dušане, ти благодариме за ова една сеопфатна анализа што ја направивме. Би можеле ние уште еден саат да потрошиме на разни анализи и така натаму, али од ова све што те слушам, анализата ти е комплексна, али не ми остава впечаток дека си тотален песимист. Не, уопšte nisam. Ja sam samo shvatio realnost. A realnost je da kako mora svako da se bori za svoj život i da se bori za one stvari koje su moguće. Ali ljudski je da želite ono što nije. To prepuštao mladim studentima, tako da ja sad smirim ove vladare Srbije koji se boje da sam ja taj koji vodi blokadere. Ne, nisam ja taj, ali uživam kao onaj Nate Muppet Show sa balkona. Uživam kad gledam kako oni rade i kako rasteruju one medvede i to je jako, to je ta nova energija koja se ostaje na nove tehnologije, upravo će to dovesti do jedne promene, da ne možeš stalno da ratuješ, jer nekad moraš i da radiš.
Да, то требало да се подсетимо на тоа. Душан Јаниć, благодариме за ова изворедно вклучување од Белград. До нова епизода на Сенке над Балканом, пошто очигледно дека тој серијал ќе трае уште неколку сезони. Фала ти, Душане, многу се надеваме да се видиме в Скопје, Белград, негдека во Европа и така, бидејќи ти си се уште многу активен и многу патуваш. A najbolje da odemo u Sofiju, kao ni Senke i Balkanu, pa dogovorimo se u Mirom šta treba. Sve najbolje. U Софија. Добро, ова беше Душан Јаниć, уште еднаш да му се заблагодариме. Направивме еден убав разговор, бидејќи и он ќе мора да заминува на негов следен ангажман. Боријан, еден тур да хоризонт, што би рекле. Душан не е песимиста, напротив, вели дека работите се одвиваат со некој темпо. Сега, па не го разбрав. Да, остава така малку е тешко да се излече заклучок. Прогнозата му е многу јасна, многу прецизна. Работите нема да се одвиваат на добро. Нема скоро или во нашите животи ние да го доживееме хајпот на 70-тите, до 80-тите, 90-тите години може, тоа е готово. Тоа е некоја друга генерација. И во таа смисла неговата перспектива е песимистичка. Но она што него го охрабрува се студентите. И една критична маса која се појави во Белград и која нема никаква врска со политички партии, на сите вика подалеку од нас и терат. Тоа е причина за оптимизам. Тоа е една нова енергија која секако, нели, историјата ја носи, треба да ја донесе. Она се вложува во развојот, во еволуцијата. И убаво е да се има тоа во општеството. Во Албанија се случуваат такви процеси, каде се јавува очигледно друга генерација, и овие Бериша го споменавме, Бериша не ги поддржува, но јавно не е он за. Така што не е за барањата на протестантите, напротив, он е на страна на Трамп, бидејќи меѓу другото е и наследник и така натаму. Тоа е пазарот кој треба да го направи, и таму ќе се роди исто така сосема нова политичка култура. И тоа е процес. Но јас се плашам и кај нас ни таа трошка ја нема на надеж кога ја гледам пасивноста на огромна маса на луѓе. Бидејќи види во Белград, ако следиш, јас ги следам медиумите. Имаш суди, имаш обвинители, доктори, професори од многу факултети кои излегуваат, јавно зборуваат. Не се плашат. Не се плати. Ти овде кај нас се уште е тоа, знаеш, калкулираат луѓето со тоа што ќе напишат на социјална мрежа, што ќе изјават кога ќе калкулираат, плашејки се од реакциите на оние кои владеат. И тоа е една автоцензура која кај нас станува една доминанта со тенденција да се устоличи за секогаш. Добро, сега, што е право, мислам дека е Белград негдека отприлике Скопје пред 10 години. Во една наелектризираност и така натаму, со тоа што во Белград од секогаш процесите биле многу поопасни, бидејќи тоа сепак држава со капацитет да, јас понекогаш се шегувам, знаеш какви ти се србите, можат утре да измислат вакцина за рак, ама може и трета светска војна да покренат. Зависи како ќе се пробудат са бајле, бидејќи ги имаат тие капацитети. И второ, Вучич е политичар кој што е како и Рама, ја предолго на власт. Јас минатиот пат можда и патемно спомнав, јас мислам дека Рама овој остров сегаш зашто течат демонстрации веќе го чини власт. Тој е веќе предолго на власт, победува на изборите, нема ништо спорно околу тоа. Меѓутоа, знаеш како политичари кои што не разбираат, он е веќе 20 години на власт. Четврти мандат му е, пред тоа беше пред тоа беше градоначалник Тирана и така натаму. Веќе живеат во виртуелна реалност. Контролираат се, Албанија е високо
корумпирана држава, дел од тоа и мора така да биде, бидејќи сега да не образлагаме како е тоа се настанато и како таа економија функционира. Албанија е земја осудена на успех, бидејќи има прекрасна обала и нема, знаеш како, што и да збориме оваа година ќе ги лупне меѓу 5 и 10 милиарди евра. До ова, кажи го, како се викаше, преминот Јадранско во Медитерен. Не е Орбутски. Отранска капија. Да. Значи, сакам да кажам, таа динамика гледам дека и него ќе го чини, тоа, еве ги, он, знаеш, арогантен е, што викаат американците, double down на некои работи, меѓутоа, таму протестите не престануваат. И таму нервозата расте, да, во прв план се овој вид на еколошки, и така, но во суштина се повеќе станува политички јавува новата генерација. политичка структура на новата генерација, која ќе има своји наративи, своји начини на функционирање, ќе биде сосема нешто друго. Да не заборавиме, би сакал она со АИ, то мислам дека никој не е слушал свесен дека за само 2-3 години ќе се слушаат револуционерни работи во културата на живеењето. Заради вештачката интелигенција. Заради вештачката интелигенција. Точно. Мислам, тоа оди толку брзо, да е просто неверојатно, не знам само, ти колку се... Јас сум се разбира во детали следам. Сашо, тоа ќе биде, и пази се, АИ е сега во една фаза кога он учи од нас. Во даден момент учи. Он веќе и не учи од нас. Да, он учи од самиот себе веќе, бидејќи така е. Толку акумулирана таа, да затоа е убаво да му се зборува кога се зборува македонски убав јазик, затоа што он учи така и јазикот го учи. Знаеш, но нема врска. Сега да кажам, страшни промени ќе се случат. Да, Борјан, ќе се случат страшни промени, меѓутоа ние мора нешто да правиме со оваа земјичка во која што луѓето заминуваат и не сакаат веќе да се вратат. И таа калкулација веќе изнесува... Мислам дека станува тоа масовно. Па да, апсолутно. И јас го гледам тоа, ти велиш и за јавните дебати и така натаму, веќе и не останаа луѓе кои не останаат толку луѓе кои што некогаш ги имало пред 10-20 години кои би се вклучиле во јавната дебата. Голем дел од тие луѓе, бидејќи такви си заминуваат меѓу другото. Заминува и кој стигне, ама изморени, сакам да кажам истоштени. При и тоа од сите етнички бои, јас и ти се разбира и така што веќе знаеш како а оваа е другава генерација загледана во своите телефони, тие што се тука, и TikTok и Instagram им се главните занимаци, ја не ги критикувам, меѓутоа тоа не создава општествена клима за промени. Се додека негдека не пукне непредвидливо. Како што е со островот во Албанија и како што се овие огромни протести за кои што ако разговараше со Душан пред година и пол и го прашаше ме слуша има ли капацитет кај студентите? Никој па тоа, никој не може да предпостави. Но одеднаш се гледа дека и таа модерна генерација Z, која е веќе и така натаму, значи може политички да се мобилизира и тоа може да се мобилизира и поефикасно и побрзо од некои претходни генерации. What a time to be alive. Да. Борјан, ние сепак ќе се видиме идната недела, јас нема да бидам во Скопје, ќе се гледаме онлайн, бидејќи мислам дека ќе има развој на настани кој што ќе треба да го имено, и заради тоа ќе има развој и непредвидливо и затоа можеби е добро не се врзуваме за пето како термин. Ме разбираш? Затоа континуитетов викам дека последна епизода на континуитетов, а дека се разбира ќе се уфрламе и јас Мит Преспа, фестивалот, така е. Ова е од почува кога? Ова е шара од Килим Преспански. И ја направивме убава мајчка, многу луѓе си купија во Преспа која беа. Башка водата се враќа во езерото. Оваа година имаме нов мотив од една носија. И баш субави мајчките. Да, фестивалот е 3, 4, 5 јули. Има музика јули. Имаш поп македонска, електро, фолклор, староградски, грци ќе дојдат, едни ќе свират, од Албанија ќе дојдат исто да свират, уште чекаме од Корча, треба да е еден интересен бенд. Електроника ќе има, джез ќе има, шамба ќе ми биде, хот джез оркестра. И така, ќе биде 3 дена динамично и весело и ги поканувам сите да дојдат таму. А ако се случува нешто, ја од таму на компјутер и
ето нас. Одлично, Боријан, иначе гледам, денеска сме нешто со помалку луѓе во живо, знаеш ли зошто што не следат? Фудбал. Па се разбира. Ја навијам за Капо Верде. Се мислам Капо Верде и Куракао. Имаше еден Куракао, да. Гледам како танцуваш овој Капо пилотот Верде, мене ми е Капо Верде некако таа. Фаворит. Пријатно и од ова издание, јас и Борија ве напуштаме вечерва, а останете со фудбалските преноси, че има и во 2, и во 3, и во 4 са бајле белки, а тоа не следа да тоа се сатите. Нон-стоп има, така е. Ви благодариме. Ви благодариме и на оваа гледаност за ова издание на Политиканти.